Лидерите на Европската Унија во оваа фаза на нашиот пат кон членство во Унијата е огромна придобивка и поддршка. Круна на нашиот напредок ќе биде почетокот на преговорите за членство во Европската Унија во јуни 2019 година. На 27 септември ќе го започнеме скринингот кој е вовед во преговорите. Веќе правиме важни реформи, а до јуни 2019 ќе покажеме двојно повеќе конкретни реформски чекори во клучните области, како што се владење на правото и борбата против корупцијата, реформи во јавната администрација и реформи во разузнавачките служби. Пријателската поддршка во оваа фаза на овој процес е исклучително добредојдена, бидејќи ни помага да се подобриме, да станеме поподготвени за финалната фаза од преговорите за членство, која ќе можеме поглавјата од европските правила и стандарди да ги затвараме едно по едно, со успех и со мотивација да ја поминеме линијата на целта колку што е можно побрзо. Во таа насока, Република Македонија и нејзините граѓани високо ја ценат поддршката на Европската Унија за напредување на нашата држава, за спроведување на неопходните реформи и за спроведување на договорот со Грција. Уште еднаш нагласувам дека и денешната посета на големиот пријател на Македонија, комесарот за добрососедска политика и проширување Јоханес Хан, го потврдува токму тоа. Јас имам само зборови за пофалби за кампањата на Европската Унија "Замисли иднина заедно", која на практичен начин ги потсети граѓаните за нераскинливите врски на Македонија со Европската Унија. Граѓаните на Република Македонија никогаш не се чувствувале поблиски и подобре дојдени во Европската Унија отколку сега. Тоа посебно чувство се издвои со својот интензитет со дадената можност да говорам во Европскиот парламент на свој мајчин македонски јазик, како круна на заложбите на нашите искрени пријатели Доналд Туск, Жан-Клод Јункер, Фредерика Могерини и се разбира господинот Хан, кои создадоа услови нашата земја да биде препознаена како една од следните која треба да се го заземе местото во семејството на Европската Унија. Сепак, најкрупниот чекор и најважната одлука до почеток на преговорите со Европската Унија ќе ја направат граѓаните на Република Македонија на 30 септември. На крајот, дозволете ми уште еднаш да ја изразам мојата благодарноста на владата, како и благодарноста на граѓаните на нашата земја, до комесарот Хан, како и до целиот негов тим овде во Скопје, но и тимот посебно во Брисел, за сите совети, за целата асистенција и поддршка за Република Македонија и за нејзините граѓани. Фактите зборуваат дека ние немаме докази и аргументи дека Русија има некое влијание овде во делот на влијанието на референдумот. Точно е исто така дека Русија не е среќна со проширувањето на НАТО овде во Република Македонија. Таа нема ништо против проширувањето на Европската Унија со целиот Западен Балкан, но генерално е против НАТО проширувањето со Македонија и тоа го коментира дури јавно. Јас само уште еднаш ќе кажам, нема алтернатива за граѓаните на Република Македонија од целосното интегрирање во НАТО и Европската Унија. Сакаме да градиме пријателство со сите земји, вклучително и со Руската Федерација. Имаме многу што да унапредиме во нашата соработка. Се надевам дека навистина сите пријатели на Македонија ќе овозможат нашите граѓани и со тоа ќе изразат почит према нашите граѓани, овозможувајќи слободно да гласат, да го искористат своето демократско право, без да дозволат било какво влијание од надвор, заради тоа што ова е навистина историска одлука, која што мора ние дома, сами граѓаните на Република Македонија да ја донесеме. Нашите пријатели се тука да не охрабрат, да не мотивираат, да ни гарантираат иднина и соработка, но наша е одлуката дома и верувам дека сите пријателски земји ќе го овозможат тоа право на слободно изразување на волјата на граѓаните.